Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија, го слушате политичкиот магазин Пулт. Јас сум Славица Арсова. Во вториот дел од емисијата, како што најавив, разговарам со поранишниот член на Државната изборна комисија, господја Тања Алтанџиева. Добро дојдовте во Радио Слободна Македонија. Добар ден. Господја Алтанџиева, деновиве можеме да видиме на буквално хистерија која што се води околу состојбата на избирачкиот список. Неговото пречистување е клучен услов за одржување на фери демократски избори на 5 јуни. Државната изборна комисија представи објави јавно една апликација на која што граѓаните може да видат податоци за себе, но и за други лица. Се проверуваат адреси, се проверуваат граѓани, дали некој живее овде или на друго место. Тоа буквално се претвори во еден јавен лов на вештерки. Што според вас во ситуацијава е она што е спорно и како Државната изборна комисија треба да се постави по однос на сите овие околу 3000 пријави од граѓани за одредени неправилности во избирачкиот список? Вака, значи Државната изборна комисија е единствен надлежен државен орган за водење на избирачкиот список. И во моментот сметам дека Државната изборна комисија го има ексклузивното водство околу ажурирањето, водењето, понатаму запишувањето, бришењето на податоците во избирачкиот список. Ако е јасно дека избирачкиот список е основно средство за спроведување на изборите, понатаму, ако сите податоци, значи во избирачкиот список се запишани врз основа на податоците на други државни органи, односно врз основа на личните карти и на патните исправи, значи тогаш е јасно дека Државната изборна комисија е единствена која што е надлежна околу водењето на избирачкиот список. Ние деновиве сме сведоци на објавување на онлайн апликацијата на веб страната на Државната изборна комисија, каде што во голем број граѓани значи пријавија нерегуларности, односно нејасноти во впишаните записи за секој избирач. И од тука во јавноста се создаде една слика дека избирачкиот список е хаотичен, дека не е точен, дека не е веродостоен. Меѓутоа сметам дека во изминатата недела, значи поточно викендот кога и беше објавена ова апликација на Државната изборна комисија на страната, се создаде еден вакуум простор во смисла на отсуство на институционален одговор на двата државни органи кои што беа должни да постапуваат. Значи првенствено и на Државната изборна комисија и би кажала на Министерството за внатрешни работи. Зошто го велам ова? Заради тоа што во јавноста се создаде еден простор во кој што немаше одговор од надлежните институции. Навистина зачудуваа некои записи во избирачкиот список, меѓутоа Државната изборна комисија требаше веднаш да излезе и да провери, затоа што некои записи по однос на утврдување на идентитетот би кажала, значи може и веднаш електронски да се проверат во електронскиот избирачки список на Државната изборна комисија. Или пак од друга страна, значи Државната изборна комисија не мора да има пишан документ или некаков правилник за соработка со Министерството за внатрешни работи во смисла на тоа да достави барање заради проверка на идентитетот на тој гласач или заради проверка на некој адресен податок. Значи тоа може да го стори во соработка со Министерството за внатрешни работи. Еве би го спомнала случајот со Рангелова што беше актуелен, значи пратеничката би кажала сама отиде на лице место за да го докаже, односно да го оспори фактот дека не е она истата, односно не е истата запишана два пати на исто нека постои уште една личност на две различни избирачки места. Значи тоа во правото се вика принцип на самопомош, во отсуство би кажала на институционален одговор од надлежните државни институции. Како исклучително искусен член на Државната изборна комисија, ќе се согласите ли после овој јавен увид во избирачкиот список, односно во оваа првична форма, ќе се согласите ли со констатацијата на СДСМ дека избирачкиот список е полн со фантомски гласачи? И оваа дилема треба да се расчисти во
јавноста, заради тоа што во моментот и во условите во кои што се наоѓа Република Македонија, значи треба да јакне политичката волја во смисла на спроведување на изборниот процес. Ова само по себе подразбира активности на сите релевантни учесници во процесот за јакнење на довербата во избирачкиот список, ако тоа е основен за спроведување на изборите. И од тука сметам дека многу е важно да се работи во насока на градење на доверба во избирачкиот список, и во таа насока Државната изборна комисија значи мора да стори се заради отфрлање на секакви би кажала нејасноти околу веродостојноста на податоците во избирачкиот список. Затоа што точноста или неточноста на податоците впишани во избирачкиот список зависи од точноста или неточноста, односно од вистинитоста или невистинитоста на податоците во исправите кои што се издадени од друг надлежен државен орган. Во конкретниот случај, значи тоа е Министерството за внатрешни работи по однос на личните карти и на биометриските исправи. Се додека не се докаже спротивното во би кажала во соодветна постапка, во управна постапка, овие податоци се сметаат за точни. Значи конкретно Министерството за внатрешни работи може, а како што имаше информации во јавноста дека се отпочнати некои постапки по службена должност, значи може по службена должност да донесе решение за поништување на решенијата за издавање на овие биометриски исправи доколку се утврди незаконитост во постапката за нивното издавање. И врз основа на тоа да достави извештај до Државната изборна комисија за бројот и основот на ваквите издадени решенија, за да може Државната изборна комисија врз основа на тие решенија да изврши бришење во податоците на избирачкиот список. Инаку би кажала преголем луксус е и со многу леснотија би било доколку и Државната изборна комисија сама по службена должност или пак и Министерството за внатрешни работи би кажала поведе постапка за бришење во смисла на за бришење на гласач од избирачки список само заради несовпаѓање со адресниот податок. Може тоа да ни го појасните? Вака, дали може некој да го изгуби правото на глас врз основа на неточна адреса на живење? Вака, значи за услов за да се биде избирач е да се биде државјанин на Република Македонија, да се биде полнолетен и да се има деловна способност. Значи тоа се трите најважни услови впише во изборниот законник и никој не може заради адресата на живење да ви избрише од избирачкиот список. Значи адресата на живење е важна само заради тоа на кое место гласачот гласа. Инаку и околу имаше и нејасноти околу тоа за иселените лица, значи многу пријави се однесуваат на тоа дека некои лица се иселени и дека истите не би требало да постојат во избирачкиот список. И за иселените, значи за гласањето на диаспората, изборниот законник има законски одредби во кои што јасно пропишува дека државјанин на Република Македонија кој што е надвор од Република Македонија на привремена работа или на престој гласа на адреса каде што има пријавено последно живеалиште. Сега како тоа во правото ќе се толкува или како ќе го толкуваат останатите, меѓутоа сметам дека Државната изборна комисија би требало да има јасен став околу тоа прашање, дека последно живеалиште е всушност местото каде што последен пат државјанинот на Република Македонија што е иселен во странство живеел. Ова не подразбира право на собственост на местото на живење. Значи, дека правото на собственост и правото на поседување на куќа или правото на закуп на одредено место наменето за живење не е услов за да може гласачот во странство да го оствари правото на глас во ДКП-ата или во амбасадите
Што значи дека и овие лица би правно би требало да го задржат правото на глас и нивното овие пријави на граѓаните кои се однесуваат на ова прашање не значи дека овие лица се фантомски гласачи. Можеме ли тоа фантомски гласачи малку попластично да објасниме што би значило некој да е фантомски гласач? Не смее да се стави знак на равенство меѓу несовпаѓање на определени адресни податоци и на фантомски гласачи. Значи фантомски гласач нормално асоциација на секој обичен граѓанин е дека гласач кој што не постои. Значи тоа е лице кое што не постои. Или пак лице кое што гласа на едно место, запишено е на едно место, меѓутоа во избирачкиот список би можело или се утврди дека се појавило и на друго место. Еве да се и два различни матични броеви. Меѓутоа при проверката, значи при проверката и електронската и евентуално теренската и по службена должност онаа проверка која што би требало Министерството за внатрешни работи да ја направи, би кажала под водство на Државната изборна комисија, значи треба да се утврди идентитетот на гласачот. Идентитетот на гласачот е прв и основен релевантен услов за да се утврди дали се работи за гласач, за реален гласач. Доколку се утврди спротивното, значи ако е тоа лице кое што има два матични броеви или е лице кое што воопшто не постои во Република Македонија, се пристапува кон бришење на таквиот гласач, меѓутоа еве досега не сме имале ваков случај, нели, на потврда. Дали тоа ќе го покаже вкрастената проверка или теренската проверка, значи останува да видиме. Меѓутоа идентитетот на гласачот ние сите знаеме дека при вадење на лична карта се зема отпечаток од два прста во дигитална форма, така што има начини за проверка и би кажала многу брза проверка. И по однос на други, оние пријавите што беа доставени до Државната изборна комисија или и до Министерството за внатрешни работи, како и од страна на останатите граѓани, би требало да се направи една селекција во смисла кој е правниот основ и на што се заснуваат ваквите пријави, затоа што ова би придонело за полесен начин Државната изборна комисија да пристапи кон нивно селектирање и утврдување дали се тие имаат реална причина зашто е поднесена пријавата или не. И овие 2000 или 3000 колку и да се пријави, сите овие лица впишани во тие пријави во смисла на сомнителни гласачи ќе бидат опфатени со вкрастената проверка која што треба да заврши, ми се чини утре или заклучно со недела. Така. Од страна на Државната изборна Едно прашање кое што предизвика многу нејасноти во изминативе денови, видовме во онаа апликација дека има и по 100 и по 200 гласачи од едно исто место впишани на иста адреса. Вчера директорот на Катастар објасни дека ние немаме адресен регистар и дека голем број на лица кои што живеат особено во руралните средини, меѓутоа и во дел од градските средини, се впишани на една иста адреса бидејќи не постојат други адреси. Колку се служувате со ваквото објаснување и дали и кога бевте член на Државната изборна комисија се случуваше да се соочите со ваква ситуација? Значи вака, тоа е реална состојба во Република Македонија. Ние немаме уредено централен регистар на адреси, значи потполно на територијата на цела Република Македонија и значи точна е констатацијата на директорот на Катастар во таа смисла. Во исто време ние бевме сведоци, да кажем, и една од надлежностите на советите на локалните самоуправи на општините е за промена на улиците. Во една таква состојба ние имаме промена на улици, имаме населени места во огромен број, би кажала, кои што се без уличен систем и во таа насока можно е да се појават повеќе лица запишени на иста адреса, што не може веднаш и не смее веднаш да упати на заклучок дека тоа се граѓани кои што нелегално се запишани во избирачкиот список. Заради тоа што уште еднаш ќе повторам, тоа многу лесно ќе се провери со вкрастената електронска проверка, затоа што сите овие лица, еве што беа, да кажам, јавно објавени и нивни имиња со адреси, значи ќе бидат опфатени со вкрастената проверка, ќе се види, значи
Значи, кои се тие лица, дали имаат исти или различни матични броеви, нивното совпаѓање со останатите бази на податоци и веднаш ќе се елиминира сомневањето заради што се поднесени овие пријави за наводно сомнителни гласачи. За оние што би останали, да кажам, во групата на еве сомнителни или неконзистентни, значи без разлика како и да е, согласно правилникот на Државната изборна комисија и согласно теренската проверка, нели, која што ќе се одвива, сметам дека и дел од оваа бројка на гласачи ќе биде расчистена, заради тоа што еве и од вчерашната седница, мислам, онаа средба што ја имаше премиерот на предходната влада заедно со членовите на Државната изборна комисија во присуство и на техничкиот министер и на дополнителниот министер за внатрешни работи, договорија еден начин на взаемна соработка за кој што сметам дека е одличен, заради тоа што на дневна основа мора да соработуваат органите. Значи, не мораше премиерот да ја свика таа средба, значи тоа можеше и Државната изборна комисија да го направи со повики до Министерството за внатрешни работи, заради заедничко усогласување, би кажала, и утврдување на начинот на соработка во смисла на соработка на дневна основа и елиминирање на сите сомневања во записите во избирачкиот список. Алтанџиева, правиме куса пауза, се враќаме со вториот дел од нашиот разговор. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Назад сме во Пулт на Радио Слободна Македонија. Разговарам со поранешниот член на Државната изборна комисија Тања Алтанџиева. Господи Алтанџиева, се обидуваме да ги расчистиме дел од нејаснотиите кои што се јавуваат во изминатиот период со избирачкиот список. Видовме дека на една адреса се запишани поранешни, сегашни сопственици, па и закупци, значи трето семејство на иста адреса. Тоа создава навистина голема конфузија. Како според законот треба да се третираат ваквите случаи? Има случаи, ние бевме сведоци дека на една адреса, нели, со повеќе презимења и дека тоа одма влева сомнеш дека нешто не е во ред со избирачкиот список или дека тие гласачи наводно се впишани дополнително во избирачкиот список и дека се работи за гласачи кои немаат право на глас и дека треба да бидат избришени. Значи, одма не смее да се влече таков правен заклучок, од проста причина што еве, ќе ви кажам као пример, во пракса, значи, нормално е една недвижност да биде предмет на купопродажба неколку пати. Значи, таа во правниот промет се јавува неколку пати да биде предмет на купопродажба. Еве као пример, значи, купувачот ја запишува сопственоста, вади имотен лист и сопственоста се води на негово име. Оваа сопственост ја издава под закуп, значи таа куќа или стан под закуп на трети лица. Продавачот не се одјавил од адресата на куќата каде што била негова поранешна сопственост. И сега ние доаѓаме во ситуација на иста адреса да бидат запишани поранешниот сопственик, односно продавачот, купувачот како нов сопственик и евентуално закупците на истата таа недвижност како лица кои што и се должни, еве да кажеме, во банки при вадење на трансакциона сметка. Значи, банките бараат реална адреса каде што барателот, односно сопственикот на сметката живее, односно престојува. Значи, тоа може да се јави и во многу други бази на податоци, така што се создава една хаотична слика за оние кои што во суштина не ја познаваат во целост материјата, меѓутоа сметам дека ваквите случаи многу брзо ќе бидат отстранети и со вкрстената проверка и со електронската проверка, односно и со теренската проверка која што ќе биде спроведена од страна на Државната изборна комисија. Што очекувате од вкрстувањето на датабазите кои што го спроведува Државната изборна комисија? А може ли да се случи поголем број на лица да не се најдат на повеќе, односно да бидат на помалку од 4 бази, што значи да ги има на списокот на МВР, меѓутоа да не примаат плата или пензија, да немаат трансакциска сметка или да не биле корисници на здравствени услуги во изминатиот период? Јас очекувам дека ќе се најдат поголем број лица како резултат на таа вкрстена проверка заради условот согласно методологијата што ја усвои Државната изборна комисија дека еден гласач да го има во најмалку 4 бази на податоци. Значи тоа ќе биде
основ, би кажало, пресвртница за селекција на сите тие гласачи што ќе ги има во помалку од 4 бази на податоци, и за старт тоа ќе биде една бројка поголема, очекувам, меѓутоа не значи дека тоа се гласачи кои што немаат право на глас. Значи, кажавме, мора да се утврди идентитетот на гласачот и тоа е прв и основен услов за да се види дали тоа лице е државјанин на Република Македонија, дали е деловно способно и дали е полнолетно, за да може да го оствари правото на глас во Република Македонија. Инаку јас лично познавам многу и мои пријатели и роднини, би кажала, и од разговори неформално со други лица, има многу лица кои што ги има едва и во 2 бази на податоци, би кажала, затоа што има луѓе кои што никогаш не барале работа. Значи, и не може да се водат во агенцијата за вработување како невработени лица. Тие не остваруваат право на здравствено осигурување. Во исто време, ако се работи за пензионери кои што не оствариле право на пензија, а се над 65, односно законскиот услов, нели, за остварување на право на пензија, значи не го оствариле правото на пензија, ги нема ниту во фондот за пензиско инвалидско осигурување. Понатаму може да нема трансакциона сметка и ваквиот гласач веднаш би се префрлил во списокот на неконзистентни гласачи за кои што би требало да се спроведе теренска проверка. Значи, теренската проверка ќе биде фактички за утврдување на идентитетот на тие запишани избирачи кои што ќе излезат од вкрацената база на податоци. Колку целиот овој процес може да трае, колку може да се одолговлечи и дали целиот овој процес на проверка на фактичката состојба на избирачкиот список може да заврши до рокот кој што е утврден за спроведување на изборите, односно доколку собранието се распушти на 7 април, тоа би требало да биде некаде до 7 мај списокот да биде целосно заклучен, ставен на јавен увид. Па јас мислам дека има доволно време, значи колкава и да е бројката од спроведената вкрстена проверка, сметам дека ќе има доволно време и за теренската проверка, имајќи во предвид дека Државната изборна комисија како никогаш досега е најпривилегираниот, би кажала, државен орган, кој што го има ексклузивното право да ги има сите технички услови, да ги има човечките ресурси на располагање во број во кој што побара, понатаму да ги има сите финансиски услови, финансиски средства и да ја има на располагање владата, би кажала, нели, во смисла на надоместување на се она што е потребно за да може Државната изборна комисија да го спроведе процесот. И од тука не верувам дека не би имало време, затоа што и од изјавите на Државната изборна комисија на оние би кажала кратки брифинзи и од она што може да се слушне во јавноста, дека има доволно време и да се спроведе таа теренска проверка, затоа што на крајот на краиштата изборите еднаш беа закажани за 24 април, се одложија сега за 5 јуни, значи тоа е доволно дополнително време за да може Државната изборна комисија навремено и целосно да го заврши целокупниот процес, за да може да каже дека избирачкиот список е во ред, за да се спроведат изборите како што и прилега на Република Македонија. Велите има услови како никогаш досега Државната изборна комисија. Можете ли да ни компарирате со времето кога вие бевте член на ДИК? Вака сега, една од новите надлежности на Државната изборна комисија е водењето на избирачкиот список, би кажала сега повеќе понепосредно. Новина и тоа што имаат и правна служба, која што, нели, согласно измените на изборниот законник би можела има надлежност по иницијатива на членот ДИК да оди во Министерството за внатрешни работи заради увид во евиденциите со непосредно проверување и во други службени евиденции. Меѓутоа, јас ќе ви кажам дека во 2006 година, кога бевме избрани за членови на Државната изборна комисија,
ако бевме избрани денес, ми се чини дали наредниот ден или после неколку дена се распишаа изборите. Бевме 7 члена на Државната изборна комисија, генерален секретар и заменик генерален секретар на Државната изборна комисија, и имаше неколку души, да не кажам 5-6, еве нека се и 10, кои што работевме заедно за спроведување на процесот. Ако ви кажам дека ние тогаш почнавме од бел лист хартија, значи немавме ништо, нити акти, нити образци за спроведување на изборите, меѓутоа целокупниот процес го спроведовме навремено и имаше една законска фалинка, ако може да се присетите, каде што членови на избирачки одбор односно ги пренесувавме од една во друга општина заради да можат да го остварат правото на глас. Значи, имавме избор на членови на избирачки одбори заради застапување на принципот и на етничка застапеност и на родова застапеност од ако е од Струмица, да кажам во центар Жупа, например требало Турчин, заради запазување на тој принцип, да го оствари правото и оврските, нели, како член на избирачки одбор, да го вратиме во избирачкото место за да го оствари правото на глас. Значи, тоа беше еден изборен туризам, би кажала, во тоа време. Меѓутоа, јавноста не беше нити воопшто запозната, у смисла со тешкотиите и со се она со што се соочува Државната изборна комисија. Значи, не дозволивме воопшто да има фалинка во целокупниот процес и од аспект на остварување на надлежностите на членовите на избирачките одбори, на изборните комисии, како нивна законска обврска и како запишани избирачи да го остварат уставното право на глас. Господи Алтанџиева, ви благодарам што бевте во пулт на Радио Слободна Македонија. Се надевам дека на нашите слушатели успеавме да им ги разјасниме дел од дилемите кои изминатиот период се појавија во јавноста, поврзано со изборите и избирачкиот список. Ви благодарам и вам на поканата и на сите слушатели на Радио Слободна Македонија. Уште еднаш ќе кажам, значи ова се нејасноти, меѓутоа во наредните денови и во наредниот период има доволно време, значи голем број дел од нив да се расчистат и овие дилеми да се отстранат. Ви благодарам многу. Останете со нашата програма, се враќаме по музичката пауза. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Тука го завршуваме ова издание на Пулт на Радио Слободна Македонија. Денеска го имав задоволството да разговарам со двајца гости, поранешниот министер за транспорт и врски Милијана Киевски во првиот дел од емисијата, а потоа и поранешниот член на Државната изборна комисија Тања Алтанџиева. Разговаравме за случаите Космос, Титаник, со Тања Алтанџиева за пречисувањето на избирачкиот список. Ова емисија можете да ја погледнете и на rsm.mk во видео и аудио издание. Ви благодарам што бевте со Пулт на Радио Слободна Македонија. Останете со нашата програма. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на Пулт во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Ви благодарам за вниманието и имајте убав ден. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.